Добро утро, почитувани гледачи, за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Вие следите уште едно издание на утринската емисија Нов ден, односно вториот дел, а јас сум вашиот водител Маја Скелиевска. Денес имаме една многу интересна тема за разговор и на моја чест и задоволство имам во студиото гостинка, односно дама од понежниот пол, а тоа е Лазаревска Светлана, наставник по македонски јазик од Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од општина Ранковце. Господја Светлана, добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав за вас во студиото и поздрав за гледачите на К3 телевизија. Како се чувствувате? Па прв пат во студио, вака пред камера, ќе се трудам да бидам попуштена, послободна, да биде убав денот, убав моментот и така, да го споделиме со гледачите на К3 телевизија. Така, одлично изгледате, така да не верувам дека ќе има некаков проблем. Најпрво би можеле да започнеме со тоа да ни кажете како мина наставата изминатата учебна година кај вас во училиштето? Па еве учебната 2015-2016 заврши. Јас сум наставник во Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во Ранковце. Значи, вчера се беа поделени свидетелствата на сите ученици. За учениците, значи, заврши учебната година, но не и за наставниците. Ние некаде во почетокот на јули ќе одиме на годишни одмори, уште имаме административни работи во училиштето и така. Вие успешно го реализиравте проектот за меѓуетничка соработка со училиштето од Матеиче. Кажете ни по-конкретно нешто за проектните активности и дали се постигнате очекуваните резултати? Па јас најмногу и можам да зборувам за тој проект, бидејќи сум координатор на проектот. Проектот траеше 2 години, значи се уште трае, меѓутоа ево некоја завршна фаза во смисла на финансирање и поддршка од УСАИД. Партнер училиште во овој проект беше, како што рековте, Основното училиште Култура од село Матеиче, општина Липково, и фактот дека ние бевме избрани едно од 13 училишта во Македонија за реновирање, добивме $20,000, ако не сгрешам, грант за реновирање на училиштето и некаде следната недела треба да почне со реновирање, односно промена на прозорците со алуминиумски. Ќе бидат сменети. Во оваа прилика сакам да ги поздравам колегите од Основното училиште од Матеиче и да се заблагодарам за успешната соработка со нив. Тоа беше едно нови искуства за нас, посети, взаемни запознавања, дружења, активности и така натаму. Значи поздрав до колегите од Основното училиште Култура од село Матеиче. Така, поздрави од нас до нив. Пред да продолжиме со разговорот, можеме да направиме една кратка музичка пауза.
скротам, косите ке ги сечамо фаманама, очите ке си ги скротам. Се надевам дека оние кои што се разбудија во овој период има можност да се расонат и да го проследат нашиот разговор. Господја Светлана, кажете ни за екстерното тестирање. Тоа е нешто што е особено актуелно кон крајот на годината. Како се спроведе во вашето училиште? Успешно се спроведе екстерното тестирање без некакви проблеми, во предвидени рокови. Сите ученици беа на екстерно тестирање, резултатите си слезени, така да немаше проблеми никакви со него. Сега што се постигнало на екстерното, тоа е друга тема. Така, за кој предмет учениците беа најмногу заинтересирани? Тоа е по случајен избор, значи предметите што ги добиваат за екстерно, ги дознаваат 3 дена пред екстерното, значи кој ученик по кој предмет ќе биде тестиран. И тоа е така постапка која што си тече, навикнати сме веќе на неа. Учениците се нормално со возбуда пред тестирањето, но добро, навика. Вие сте наставник по македонски јазик. Зошто го избравте токму македонскиот јазик? Тоа е веќе интересно прашање, можам многу да зборувам за него. Значи, до последен момент јас се двоумев меѓу географија и македонски јазик, односно тогаш беше македонски и српско-хрватски јазик на Педагошката академија во Штип, предмет на настава. И јас сум последна генерација од предмет на настава, значи, што учеа македонски и српско-хрватски јазик, групата македонски и српско-хрватски. 20 на 25-6 души бевме, значи, како последна генерација на таа група. Повеќе во тоа време го избрав заради литературата, читањето, дела, но подоцна видов дека имам исто многу, во тек на школувањето имам многу склоност за јазикот, па сега ако бирам меѓу јазик и литература, јазикот ми е поголем предизвик. Посебно да ги воочувам сите нијанси, разлики, дијалектни, посебно тоа ми е така, ми лега во уво. Можеби тоа е спој и со музиката, што во текот на разговорот ќе зборувам и за тоа. Колку годишно искуство имате досега во оваа професија? 30 години по моје броење на времето. Така, значи училиштето е вашиот втор дом веќе дефинитивно? Да, често знам да речам, бидејќи живеам близу до училиштето, што не си донесам еден кревет, толку многу сум во училиштето, да. Така, како е со учениците? Има секакви ситуации, сега реков дека за 1 час од 40 минути може да се случи, значи да смениш многу емоционални состојби, од да те разлутат, да не го кажам прво тоа, па потоа поубавото да те развеселат, да те расположат. Имало разни ситуации, но во секој случај со децата си секојаш млад. Така. Чувството и растеш со нив, ги знаеш сите нивни состојби, нивното растење ти е пред очи. Многу повеќе знаеш отколку што знае родителот за детето. Секако. Спортот меѓу останатото е нешто што е многу важно за децата од најмали нозе па се понатаму. Дали би можеле да ни кажете нешто повеќе за спортските активности во вашето училиште и дали има некои позначајни успеси со кои би можеле да ни се пофалите? Бидејќи живеам блиску до училиштето, значи ги следам, можам да слушам за активностите што не се од мојот предмет. Така можам да спомнам дека благодарение на тоа што имаме нова физкултурна сала, односно многу заживеа спортот, а исто така има и спортско игралиште и тениско игралиште во нашата општина. Одлично. Така што спортот дојде до израз, посебно тенисот, сакам да го потенцирам тоа,
каде што оваа година се одржа и државното првенство во тенис за училишни екипи, ако не грешам во формулацијата. И нашите ученици има високи места. Сега, значи, во моментот не можам да се сетам. Прво, второ, така, има високи места, висок пласман. Кои во секции тенисот. функционираат кај вас надвор од часовите? Па, сите имаат, според предметот и секцијата, сите секции што работат имаат свое представување, да речеме, еве, од мојот предмет на приредбите на патрониот празник и на други приредби. Така. А другите секции, значи, по надпревари, по проектни активности, бидејќи многу сега во училиштето, па и во нашето има разни проектни активности, како што го спомнавме, проектот за меѓуетничка интеграција, екопроектот за еколошка едукација во македонскиот образовен систем. И така да сите кои што сакаат можат некаде да се представат, да има високи резултати на конкурси. Исто така учествуваме. Еве, имавме место на конкурсот за во врска со Холокаустот. Сега не можам во моментот да се сетам на полниот наслов. И други некои литературни, ликовни конкурси, многу исто така можам да во името на колешката да се така во наводници пофалам. Значи, редовно добиваме некакви награди на ликовни конкурси. Така, како се рекреираат учениците и надвор од класичната настава? Мислам конкретно на тоа дали организирате посета на некои институции, екскурзии и слично. Па имавме оваа година, значи покрај она спортувањето, секојдневно игралиштата се тука слободни, значи за спортување. Имавме излети, пролетен, есенски, имавме екскурзија, еднодневна за трето оделение и исто така еднодневна за 9-то и 6-то оделение. Според нашите можности и капацитети, така успешно ги реализиравме. Посета исто така, во моментот не можам сите да ги спомнам, меѓутоа во склоп на екскурзиите и излетите секогаш имаме и некои посети. Така. Да можат учениците да видат природни убавини или културно-историски убавини на пред на Источна Македонија, бидејќи за дводневна, нели, треба, Западна Македонија треба да биде дводневно. Така, како се имаме одвива можности некојаш и за дводневни. Така, како се одвива кабинетската настава кај вас во училиштето? Па кај нас не е класично кабинетска, туку е со компјутери, значи за секое дете, така да веќе нема потреба од некаква кабинетска, класично кабинетска, туку секој се во можност со компјутери да бидат во секој дел од сегментот на наставата да бидат вклучени, што им треба во моментот. Така. Уписите одамна започнаа за првачење во училиштето. Каква е ситуацијата кај вас? Па мислам дека не сум доволно во тој дел информирана, значи не сум во таа комисија, меѓутоа мислам дека има добра бројка на првачиња, за разлика од неколку години наназад каде што паѓаше бројката. Сега мислам дека е солидна бројката и успешно е завршен уписот на првачињата, да. Ке имаме нови првачиња. Така. Исто така многу важно е да нагласиме и каква е соработката со родителите кај вас. Многу убава соработка со родителите имаме, бидејќи самите проекти налагаат, значи, учество на родителите во секој сегмент. Посебно, нели, благодарност до Советот на родители, кои што и на сите родители нормално кои што зедоа учество и во пречекување на гостите од партнер училиштето, а и во сите други активности, како излети, екскурзии, екстерно, надпревари. Значи, секаде мора да бидат информирани, секојдневно се информирани и упатени во нашите активности. И сега, многу важно да нагласиме меѓу останатото е тоа што вие сте главен иницијатор, односно на ваша иницијатива е формирано културно-уметничкото друштво Бела Саја. Да го погледнеме прилогот, па ќе прокоментираме.
И најмладите од општина Ранковце се вклучија во идејата за афирмација на традицијата и изворниот фолклор од ова поднебје. Неодамна формираното културно-уметничко друштво Бела Саја 2015 на едно место собра бројни играорци кои амбициозно тргнаа во изучување и негување на автентичниот фолклор, кој е дел од македонската историја и култура. Интересот меѓу младите од основно образование е голем. Друштвото брои околу 50 на членови и е отворено за прием на нови членови од сите возрасти. Бидејќи ние имавме промотивен концерт, настап да го речам, можеби концерт е преголем збор, на 21 сега и со гости од културно-уметничкото друштво Карпош од Крива Паланка, ветерани ТПА и првиот детски ансамбл. Значи носијата се вика Саја. Во Славишко поле, на целата територија на општина Ранковце, носијата се вика Саја. Значи, а зошто Бела Саја? Затоа што во овие кривопаланечките села имаат Саја, што е исто ја викаат Саја, ама таа е црна. Заслужна за оваа идеја е наставничката Светлана Лазаровска, заедно со помошниот кореограф Христијан Давидовски. Па за овој крај сега, како и за Североисточна Македонија цела, значи ние сме на тромеѓа, така да присутни се во народот при наши случувања, присутни се на така наречена тројка или паланечка тројка. Едно, тие музиколозите, постручњаците знаат дека тоа е карактеристично шопско оро со брз ритам. Играме четворка, така наречена кумановска четворка, секако Пајдушко, Елено Момес игра. Нивната заложба е да се промовираат играта, песната и носијата, карактеристични за Славишко поле, но и поширокиот кривопаланечки крај, но и да соработуваат со другите друштва од земјава и пошироко. Фолклорниот ансамбл одржува проби во спортската сала при основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковце. Еве го проследивме прилогот, а вие, господја Светлана, кажете не од каде идејата за формирање на едно вакво фолклорно уметничко друштво? Многу треба да се замислам, значи колку години ја имам таа идеја. Всушност, јас и не сум престанала да ги учам учениците да играат со еден прекин мал од 4 години. Последните играорци, значи што беа учени во училиштето преку секција, сега завршија 4-та година гимназија. Последните 2-3 деца тогаш беа мали. И после немавме простор, услови немаше, имав некои своји исто така случувања, но секој пат кога бев на некој концерт, дали во Крива Паланка на 20 по повод Свети Јоаким и Богородица концертот, фолклорниот фестивал во Крива Паланка Свети Јоаким Осоговски, дали на некој друг концерт во Скопје или негде на друго место, каде што ќе сум се нашла, на некакви манифестации, Бугарија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна, каде сум се нашла. Секаде, значи, фолклорните друштва треба да ги има, бидејќи тие се еден покрај некои други белези на тоа место. Мислам дека фолклорот со носијата исто така е еден најавтентичен реквизит кој што треба да биде промовиран и да ја представува таа средина, тоа населено место или тој регион. Така да идејата секогаш ми се јавуваше, значи одново голема желба, но бидејќи немавме услови, значи ја немавме спортската сала, а и работевме како секција претежно кога немавме толку многу администрација, па јас имав време за да работам и преку секција во училиштето, но тоа не може да се промовира, тоа е за некои вака интерни потреби. И секогаш мислев на секое случување, ќе регистрираме Здружение културно-уметничко друштво, мора, треба, нема кој. Значи јас како играорец во младоста на културно-уметничкото друштво Карпош од Крива Паланка, можев тоа да го правам, значи го знам
значи фолклорот, она што сите го знаат Сите за своји основни потреби, елементи, секако, да. но и овие кореографии што секој Так. друштво мора да ги вака негува, да ги вежба и представува. И по тој повод, значи, дојде оваа година, реков, ајде ќе пробаме од есента, на инсистирање на родители, на некои од општинските структури, пред се на родители, ајде да пробаме да не одат децата во Крива Паланка, да не патуваат, пред се Так. малите, бидејќи им е напорно преку викенд, место да одморат да патуваат, но секако има деца што одат и во Крива Паланка. И ајде да направиме, да пробаме. Почнавме 2015, значи целата есен, почнавме и видов дека интересот не опаѓа и се одлучив на тој чекор, значи да се регистрира здружение, кое што се вика, значи, официјално здружение. Ако не погрешам, сега не сум го уште научила точниот термин. Културно-уметничко друштво Бела Саја 2015 од Ранковца, значи така. Од каде е името Бела Саја? Многу време ни требаше да се, значи од есента почнавме, јас мислам за име и мислам, сега ако е име Карпош, нели училиштето е Карпош и културно-уметничко друштво во Крива Паланка исто Карпош. Ајде нешто да смениме, нешто да биде од нашето поднебје. И се одлучив за тоа име во последниот момент. Бела Саја затоа што нели делот од носијата на Славишко поле, на општина Ранковце, па и Кумановско, мислам некаде до, не знам точните граници, меѓутоа сите кои што се занимаваат со фолклор сигурно подобро знаат и од мене. Тоа е, значи, делот што од носијата што се вика Сајче. Така, ова се автентичните носи од вашиот крај? Да, овие три модели, значи ова што го покажав со паричките, овој пол вест, секој си има име, меѓутоа јас не ги знам точните имиња, треба уште многу време да истражувам. Еве тоа се како три најчести модели. Ова е како, значи, памучно, ткаено на рака, везано на рака. Ова е многу труд, многу вешта изработка. Јас се восхитував многу на ова и секојаш сакав некако да биде представено, презентирано. Така. А ова е импровизација, значи сега ќе видите колку е успешна, значи на ова Саја. Имитација, мислам дека доволно е успешна за да ја представи, но јас имам доволно вакви, можеби луѓето ми даваат, знаат дека се интересирам, па ми даваат, ги чувам. Можеби 20-тина имам и повеќе од тие. Сега преку ова ваше ново формирано фолклорно друштво ќе можете одлично да ги испромовирате овие ваши носи. За играње зедовме вака на импровизации, значи за да има поголем број комплети, а овие би биле вака како за представување церемонијални, можеби за дефилеа кога ќе има прилики во иднина. И го донесов овој исто експонат, односно ова е скутача, ние така ја викаме. Значи од специфика е кај нас, дека таа има повеќе тука набори, значи многу е широка. Скутачата, шамијарка, мислам дека ја викаат жените, бидејќи треба постари да се прашат, младите веќе не знаат, и од тука и мојата желба и ова што го направив, значи да не се заборави, значи исто покрај играњето да не се заборави и ова. Како се правело, планирам нешто да правам, веќе во планови отидов, кога зборуваме за овој дел, планирам нешто да правам во PowerPoint некакви презентации во кои што некои жени ќе ми кажат, значи целата постапка на изработка на овие народни носи, што секако сега нема да може да се прават вака оригинално сигурно, но да објаснат како и што се правело и како тоа се вика точно, бидејќи во Славишко поле, односно општина Ранковце, има и планински села, има и рамничарски, но носијата е во мали нијанси препознатлива за кој има око за тоа да е препознатлива. Разлика, мали нијанси, исто така таа носија се носи и во кривопаланечките села, до Конопница од селото од кое што сум јас, и од другата страна паралелно со српската граница сите села, да не сгрешам точно до каде, бидејќи значи носиите ги носат невестите, па кога ќе дојделе од другата територија, тие имале од двете.
носи. Например, како што е случај во моето село Конопница, од каде што сум родена, значи носијата е саја, но ако жените, девојките дошле од другите соседни села, каде што почнува, значи со една граница, строга граница територијална, почнува другата носија, таа така наречен дурачка носија. Така. И тога жените, ако биле девојките од тие села, имале со себе и таква носија, па може да се најдат во таквите погранични села, да се најдат и двете носи. Исто така сакам да го тоа направам во таква една презентација, бидејќи во друштвата претежно се раководители мажи и јас мислам дека сепак жените подобро знаат кој дел, како се облекува, како се носи, кој со кој оди, пак велам во тие погранични зони на носи се мешаат. Па јас можам да видам на концерти оваа, да речеме, да оди со дурачката носија, што оваа скутача, што нели не може, нема начин. Тоа е како фарберки и да одиш на балет. Нешто неспојиво, значи. И од тие причини го нареков, мислам, во консултација со сите основачи на Сдруженијето, се одлучивме за бела саја, бидејќи таа се вика само саја. Носијата саја, сајче, саја. Ја викаат и тоска до душа, бела тоска. И имам слушано од една жена, така ми вели од дурачкиот фолклорен регион, да го речам. Вика, кога ќе дојдевме во Конопница на собор на Тодорица, па облекле се девојки у бели саи, у бели тоски, како бели брези. Тоа така и оставило впечаток, така и личеле, бидејќи тие носеле повеќе волнена, подебела облека, а овие се само, значи, женските само се кошули, значи немаат горен дел, тежок дел, бидејќи е потопло во полето. Дали имате доволен број на носи за сите нови млади фолклористи? Па, оригинални имам, можеби, овие скутачи или овие сајчиња над 20, а кошули имам помалку, недовезени, недоправени, недоработени, можеби ќе ги средам, но во секој случај едно 10 девојчиња можам да облечам со мои лични носи, а уште овие ги направивме комплети, значи не е само ова сајче, туку направивме комплет импровизација со скутача, со појас, нели? Појас, ние така го викаме. Како ви е интересот меѓу младите за негување на македонскиот фолклор? Па според оваа бројка 50 на деца од основно образование се тие, значи. Не се од средно. Уште немаме од средно, значи според таа бројка јас сум задоволна, мислам дека ќе продолжи таа традиција. Да има интерес. Сега за сега има голем интерес. Ако останаа цела година без настапи, значи имавме сега настап. Сега ќе следат настапи во летниот период за Илинден, за овие селските собори, така ги викаме ние собори. Дали постои некоја возрастна граница од која може да се почне? Може, имаме во прилогот се виде и предучилишна возраст, уште имаме играорчиња мали. И се надевам дека кои ќе завршат овие што се сега 9, дека ќе продолжат, бидејќи тие се најобучени и се надевам на интерес. Ќе има интерес, мора да има. Бидејќи еве, кога одиме сега веќе на свадби, на слави, на некакви случувања по кафеани, значи тоа е полно со маси и столови и се вртиш околу маси и столови и играш. Таму нешто. Се вртиш цела вечер. Не оставаат простор за игра. А треба да има простор, значи секогаш има некој што сака да таа енергија да ја представи на таков начин, бидејќи таков ни е генот, што ни играат тројка во Шведска. Туку играат нешто кротко доле, ниско. Танцуваат. Значи, нашиот менталитет, нашиот темперамент, нашето поднебје си има свој форми на изразување. Ако тоа го правеле со стотици години наназад, зашто ние сега треба да заборавиме? Од тие причини сета ова моја, како да речам, упорност и желба да ова се постави. Така. Меѓу останатото мораме и секако треба да нагласиме дека вие, освен што сте координатор, иницијатор на некои проекти, еве на исто на ова културно-уметничко друштво Бела саја, вие сте и љубител на пишаниот збор.
Пред да поминам на тој дел, ова машкава кошула, само сакам да ја презентирам, бидејќи само една имам, значи, со специфичен некој си бел вес, некои бели ширити, не знам што и како. Таа не е, значи, многу украсена машката кошула. И по апел до сите кои што во моментот гледаат по старите, нека ги понудат своите носи, бидејќи тие ќе бидат представени. Нема да стојат некаде во некои дрвени ковчези, во некои напуштени куќи во селата, да ги дадат и ќе биде запишано кој што дал во ова здружение. Значи ќе остане некаде спомен дека некој нешто дал. За сега не се сеќавам кој ми ја дал оваа кошула, одамна ја имам, машка кошула. Исто така и за женските носи, во иднина секој некој што ќе има желба да му се носијата види, да му се представи, да му се чува, нека ја да подари на здруженијето. Така. Таму ќе биде од многу поголема корист отколку да стои дома, како што рековте, во некој ковчег напуштена и... Да. Ова е топло малку, да ги тргнеме. Секако. Во меѓувреме би можеле да преминеме сега на делот за пишувањето на поезија. Од каде љубовта кон поезијата? Дали тоа е уште од мали нозе? Не знам дали некаде да најдам спој меѓу музиката и поезијата, веројатно да, бидејќи има тесна врска, сигурно. Првото нешто што сум го слушала, немало што да радио на дедо ми на прозорот, на Сабајле се будиш, Васка Илиева пее, гранки пукаат во огниште и таква некоја романтика. И тие текстови се што сум ги слушала, значи од песните, можам да кажам дека го познавам, сега тоа да не биде малку егоистично, ама го познавам фолклорот на цела бивша Југославија убаво, како за еден нестручњак, во детали, значи со носи, со инструменти, со текстови, со ритам, со начин на пеење, во смисла ритамот, дали е брз, дали е бавно се пее, зошто така се пее, зошто е ова, значи многу широко така, текстови од сите фолклорни региони, песни, значи од најмала возраст сум слушала севдалинки по дома. Така. Овие што оделе во војска мажите, секој донесувал по некој песнарки. И тие текстови севдалинките се многу лирични, не? Така. И секако дека тие оставиле некој печат кај мене. Потоа изборот на професијата кој што дошол како некој надополнување, читањето секојдневно, нормално читаш секојдневно парети и да научиш, да го научиш занаетот. И некако почнав случајно да пишувам проза, есеи, да, пишував за целото време, повеќе по потреба, отколку од некаква желба, но подоцна така почнав да пишувам сосема случајно. Така. И мислам дека можам да се изразам по повод некакви своји емоционални ситуации, но и по повод некои случувања во што не зависат нити од мене, нити инспирирани од некоја случка. Од случките и така натаму, тоа е. Мислам, има објаснување, може многу да се зборува, но... Така, така почнувајќи да пишувате случајно, колку дела имате издадено досега? Така случајно почнав да пишувам, ова е првата книга, тоа е самостојна, во 2008 е објавена, Одрас во огледало, така секогаш сака малку тие мистични работи. Ова втората е самостојна во 2012, Месечева прав. За ова имав промоција која што беше покриена со телевизија Златен канал, тогаш, нели? Потоа имав промоција исто на моето, така да го наречам, творештво во наводници, по повод мојот 50-ти роден ден, и тогаш имав само уште една книга, односно две имав нови и уште неколку имаше некаде за печатење. Но ова, другите не се мои самостојни, во другите сум во сите со една песна, 2, 3, 4, 5, 10, зависи колку биле, какви биле условите. Дали е тоа конкурс, дали е тоа преку нашите, вака, ние се така поети како мене, во Facebook групи сме организирани и се договараме, се објавува, имаме администратори на групите,
тука би ја спомнала, многу книги се под уредништво на една господја Милица Паулус и една Гордана Такец и дата песнопој, можеби ова е рекламно, меѓутоа сакам да кажам како ние тоа го правиме. И ова е сега сосема случајно 21-та. Тука веќе морам да запишувам. 21-та во која што има нешто мое. Ова е последното, во него е текстот Балканска рута. По повод нормално актуелната тема Балканска рута, но од минатото лето. Тоа што го видов и доживеав во паркот во Белград меѓу две автобуски станици кои однаа меѓу таа Ластина и Басова белградска автобуска станица. Паркот препон со бегалци, нели уште не беше нити граници, нити бодликави жици, не беше толку актуализирано, но јас тоа го напишав. И истиот тој текст е во овој часопис во Штанице, овие се исто во Белград, така имаме исто групи кои што се здружуваме и праќаме текстови, ги земаме по пат натаму нааму идејки се земат. Ова е број 3 на овој часопис, ова списание. Тука е исто Балканска рута, ама на српски. Јас пишувам и на српски, бидејќи нели тоа ме беше и Како се вашите планови за воиднина на ова поле? За воиднина, мислам, поезија се пишува кога не можеш да речеш ке пишувам. Момент. Ако ми се да станам веднаш да запишам нешто што ќе ми дојде во главата, добро. Ако не отишло. А планирам, веројатно ќе пишувам повеќе може патописи, така би пишувала. И во тие патописи, бидејќи често патувам, тоа е моето нешто така исто за мене препознатливо. Може би ќе патувам и дури до Америка сега, бидејќи ќерка ми се омажи во Америка. Малку, веројатно ќе летам во авион, бидејќи има малку, спрема авионите има малку резерва. Сакам да пишувам патописи, во смисла да искомпонирам во него и своите лични впечатоци од работи кои што можам слободно да речам јас да ги видам, бидејќи кога разговарам знам дека тие некои работи јас ќе ги видам. Така, која е пораката која сакате да ја пратите преку пишаниот збор? Пораката е дека секој човек може да најде нешто за себе покрај овакви работи или пишување или патување или кој според можностите и желбите, дека нешто треба да му се случува на човек, да има цел. Така и да ги изразува своите емоции, веројатно. Да ги изразува, бидејќи целта е она што те движи. Ако нема човекот цел, макар да таа цел не мора да биде толку строго дефинирана, далеку нека биде, ама сепак имаш некоја цел за да си го осмислуваш животот. Да имаш, значи и оние селски слави, јас многу сум уморна сега, преморена сум од сите активности, но и оние селски слави, да речеме, зошто се? Јас секој сакам да прашам зошто. Зошто па не бивало нешто? Ајде да видиме зошто не бива. Нели мајка ми така вика, не бива тоа. Од мала сум слуша, зошто не бива? Ајде да видиме зошто не бива. Зошто е селската слава? Па цел е. Се спремаат луѓето ја чисти куќата во село, нели? И во град, било каде. Прво ја чисти генерално, има чувство дека треба нешто да прави. Гости ќе дојдат, емоции. Нема депресија, нема болеси, немаше тоа. Во моето детство јас не се сеќавам за такви зборови. Дека сега тоа е уште од мали нозе кај децата. Да, а сега сите се негде уморни, сите негде брзаат, сите негде немаат време, вклучувајќи ми и мене. Така да. Вашата порака, кратко и конкретно да кажеме, е на некој начин да се вклучат во некои активности за да се олеснат себе си и да заборават на она депресија на секојдневието која што денеска владее. Стресно се живее, брзо се живее, секој да најде некое, така да кажем, некој лично свој мир, некој своје катче, некој свој интерес, а при тоа да не е преку призмата на парите. Така. Тука некаде би бил и крајот на нашата емисија, дали би сакале да не почестите да ни прочитате една ваша песна? Случајно ја држам баш книгата од која што сакав да читам, оваа беше за учителите. Значи, тука ќе го спојам ова што јас сум учител и она што децата се, нели, мојот, да кажеме, предмет на интересирање секогаш. За растењето уште по нешто. Во годините
немалку на број за една зрела возраст. Со времето на мојата младост, нека биде равенка со непознати, една или две, колку години тоа вкупно се. Во сите години од малку повеќе пред себе гледав детство и прва младост, сила и убоз, насмејани и среќни лица, бистри очи, мали и помали тајни, шепот слушав, упатен до тој што чека. Та и писменца код трошки, порака која се чита и се чува, додека мастилото трае. Бев дете кој секој еднаш и јас. И беше мајка да се радува на прва рожба кој јас самата бев мајка што стрепи пред писмена и тест, а пред мене деца на мајки, мали ангелчиња чисти. Пред моите очи растат, се брануваат нивните души. Тие ли се од лани? Секој септември се прашувам. Мојата мајка, јас мајка, не можев да знам се што учителката знае. За сите години, за секој час, за мигот дури, за патот најдолг изоден од слаби детски нозе, која тага и радост, прва тајна, солза за очи сини, волнение, прва солза која прашува зошто се нашла на образот врел. Радост од растење од научено, од нов ден и одобрување, во ситот средба со возрастни веќе, кои израсна пред твоите очи и кажаното од некој, моето дете, желба имам таа да го учи. Учителке, мајко, другарко, лице мило, благодарност, несебичност, водич за пат, за живот и постоење. Успеав јас, моето дело е вечно. Така. Честитки, господја Светлана. Би сакала да ви се заблагодарам што бевте гост во нашата денешна емисија. Искрено се надевам, драги гледачи, дека и вие уживавте. Господја Светлана, кажавте многу убави зборови во текот на нашата емисија и се надевам дека и нашите гледачи ќе се подзамислат и можеби и ќе се преусмерат кон некои нови активности во животот, бидејќи за убави работи никогаш не е доцна. Ви благодарам што не следевте. Останете со програмата на К3 телевизија и имајте убав ден. Задоволството е моје.